Добро утро до вас, колеги, до целата екипа на Утринската на Телма и до нашите гледачи. Вообичаено меѓународните денови кои што се одбележуваат во светски рамки ги одбележуваме од терен, па така решивме да го одбележиме и денешниот ден со оглед на тоа дека денеска се одбележува меѓународниот ден на театарот 27 март. Се одбележува на најразлични начини со разни театарски представи во разни делови од светот. Се разбира дека ќе се одбележи во Македонија. Решивме да направиме вклучување во театарот за деца и младенци, каде што ќе прикажеме всушност колку е важно самите дечиња да имаат таа навика да посетуваат театарот Мали нозе и да бидат дел од вакви културни настани, но воедно и каква порака всушност треба да ни испрати денешниот ден. Наши денешни гости на лице место се веде директорот на театарот за деца и младенци Фросина Карловиц и Никола Наковски кој е актер. Ќе посакам најпрво добро утро на директорката госпоѓа Фросина. Драго ми е што сте дел од нашата утринска емисија и на самиот почеток ќе прашам според вас каква порака би требало да испраќа овој ден? Па видете, например, светскиот ден на театарот за мене е потсетник дека театарот не е само уметност, туку е жив простор на диалог со општествата. Тој ни овозможува да преди се да се запознаеме себе си, да ги разбереме другите и да поставуваме прашања на кои често немаме лесни одговори. Денес, можеби повеќе од било кога, театарот испраќа порака за емпатија, за заедништво и за потребата да останеме човечни во ова време на брзи, често површни комуникации. Така да е од огромна важност, како што исто така е важно и за децата, нели, да го осознаат тоа. Со самото доаѓање кај нас, ние се трудиме тоа да го возможиме и да излезат со една почиста порака, со едни нови видици за сето она што ги обкружува. Колку сметате дека е важно дечињата од мали нозе да стекнат таа навика за да посетуваат театри и да бидат дел од вакви културни настани? Видете, средбата со театарот од најрана возраст е од исклучителна важност, бидејќи зашто точно тогаш се формираат основите на нивниот развој, емоционален како и социјален развој. Театарот ја потикнува имагинацијата, ги учи да препознаваат и да разбираат емоции, но да развиваат и емпатија и критичко размислување. Значи, освен тоа, тој создава навика за културно учество, што е инвестиција во идната публика. И јас тука веќе не знам, по втори или трет наврат би сакала да напоменам дека ние сме првото скалило кој ни го зачекоруваат и ја добиваат, нели, првата средба со театарот и ние сме таа инвестиција практично повеќе после им се исплати на, да кажеме, големите куќи. Не, ние сме голема куќа, бидејќи првиот чекор го прават кај нас. Така да од особена важност е да посетуваат театар. Ќе прашам и како всушност ги одбирате самите представи кои што се одржуваат во овој театар и сметате дека ќе бидат најинтересни за дечињата, воедно и можеби што ќе понуди театарот денеска на денешниот? Значи, при изборот на представи се водиме од баланс помеѓу уметничката вредност, нели, и содржината што е блиска до тие деца. Така да, и разбирлива. Важно ни е приказната да биде возбудлива, но истовремено да носи порака што децата не само што ќе ја слушнат, така, тука и ќе ја почувствуваат. Работиме со автори и режисери кои знаат како да комуницираат со младата публика, без поедноставувања, значи со искрен пристап, и како и почит кон нивната интелигенција и чувствителност. Значи, имаме одлични соработници, сме имале досега, во моментов спремаме нови проекти, имавме одличен проект на кој што имавме премиера, колегата кој што е дел од таа представа би го замолила чисто како малку да најави што се случи во овој театар. Ќе го слушнеме. Многу виден проект и
ќе ви кажи накратко што еден иследува во Ви благодарам многу за одвоеното време. Ќе го прашам и господин Никола, најпрво за него што представува овој ден? Дали всушност е важно на еден актер да се одбележува ваков ден, светски ден на театар? Па вака добро утро и од мене, и нека ни е среќен и вечен денот на театарот и театарот воедно. Вака денот како ден, јас сметам дека и за мене лично, а и за моите колеги и сите други театарски работници, мислам дека е уште еден обичен ден, како да речам, од аспект што мислам дека ние, за нас секој ден е ден на театарот, посебно кај нас во театарот за деца и младинци, секој ден е и денот на детето и денот на куклениот театар и така натаму, но по мене е убаво да постои овој ден како еден потсетник на важноста и на на важноста на театарот, така би рекол, да. Кажете ми, според вас, дали вреди да се биде актер во Македонија? Па вака, по мене, дали вреди да се биде актер? Дефинитивно вреди. Не само во Македонија, ја би кажал сегде, мислам дека актерите и театарските работници насекаде се соочуваат со малтене исти, ако не па и слични проблеми како ние во Македонија, но делиме една иста благодет, затоа што по мене актерството и театарот се едни од, како да речам, најблагородните професии со кои што човек може да се занимава. Убаво е да се слушна тоа од млад актер, дека сака неговата работа и вреди да се работи тоа во Македонија, како што напоменавте и пошироко. Пред самиот крај, во кои представи ќе бидете дел? Што можеме да очекуваме следно од вас? Па вака, пред некое време, пред некои десетина дена, имавме премиера на една исклучителна представа, Садако сака да живее, во режија на Тамара Кучиновиќ, една режисерка од Хрватска. Таа е една, би рекол, млада режисерка која што е многу креативна и со која што направивме една прекрасна представа која што зборува за тема која што моментално за жал е многу актуелна, а тоа е војна. И театарот има одговорност да зборува на теми, како што речи самата директорка, не секогаш мора да се зборува само за убави теми. Театарот е огледало на едно општество, на светот, затоа е важно да се зборува на тие теми, а Садако сака да живее една, па би рекол, документарна представа, обработува период на атомската бомба во Хирошима, и дава една надеж, како да речам, зборува за мирот. Можеби не е највеселата представа, можеби не е представа која што би очекувале луѓето да ја видат во театарот за деца и младинци, но јас дефинитивно сметам дека ние како театар, како и останатите театри, денеска имаме одговорност да зборуваме на оваа тема. Благодарам многу и на вас за одвоеното време. Да, ви благодарам и на вас. Се надевам дека достојно го одбележавме денешниот ден, светскиот ден на театарот со вклучување на лице место токму во нашата утренска емисија. Ние се разбира се гледаме повторно со нови актуелни теми.